Се надевам дека имавте некаква реакција на филмот. Обично се вели дека уживавте, ама овој филм не е направен за да уживате. Има една интересна коинциденција. Го даваме денес на 9 април 2026 година, точно 23 години откако се снимани дел од почетните сцени од воведната монтажа, бидејќи 3 дена претходно, на 6 април 1993 година, еден французин со заирско потекло по име Макоме Баволе е фатен заедно со уште двајца другари со 3 штеки Данхил и е одведен во полициска станица, каде е испрашуван долго време, се додека во еден момент еден од полицајците и него убие. Тоа резултира со огромен број на протести низ Франција, кои што траат во текот на наредните неколку дена. Во текот на тие протести се спомнува и уште едно име, чие лице, додека е на поддршка медицинска за живот во болницата, можевте исто така да го видите во ведната монтажа, кој што се вика Малик Усекин, кој што е жртва на полициско насилство неколку години претходно. На 6 декември 1986 година Малик Усекин, кој што е со алжирско потекло, се шета во екот на големи студентски протести против неколку промени во законот за високо образование во Франција, забележан од полицајци и следен од полицајците се до една зграда каде што со преплашено лице се обидува да влезе. Еден човек кој што во тој момент се влегува во зградата му ја отвора вратата. Меѓутоа, низ вратата влегуваат и 4 полицајци кои што го претапуваат до смрт. Одведен е во болница, меѓутоа подоцна се дознава дека сето тоа било за да се замаскира бруталното насилство, односно тој бил мртов уште на лице место. Тоа име Малик Усекин го слушнавте и во текот на филмот, кога се наоѓаа во тоалетот. Во еден момент Винц, за да каже дека веќе нема да ја следи библиската и да го врти својот образ, вели: не сум им јас Малик Усекин. А ова друго име не мораше да биде спомнато, зашто е директна инспирација за филмот кој што туку го гледавте. Полицајецот кој што го убил Макоме Баволе во притвор тврдел дека пиштолот сам му испукал. Меѓутоа, во текот на процесите, тоа открива уште пострашни работи. Ако претходно било обвинение за убиство, подоцна станува обвинение за цело едно општество. Бидејќи во своја одбрана, полицајецот ќе тврди дека многу често при испрашувањата на сите притвореници за да изнудат некакво признание за злосторство, сушност користеле ненаполнети пиштоли и ги вперувале во нив. Разликата била што во случајов пиштолот бил наполнет. И токму во тие моменти, додека се случуваат протестите, не знам дали забележавте, меѓутоа посветата беше на сите оние кои што загинаа додека се снимаше филмот, тоа се однесува на сите оние кои што имаат настрадано во протестите по повод ова полициско убиство. Матија Касовиц, режисерот на филмов, кој што може би го знаете ако некој од вас го гледал Амелија Пулен, тој е главниот машки актер, тој е режисер на филмов, тогаш непознат 28 годишник, решава да почне да го пише во ова сценарио. Во воведот на сценариото, кој што малку се разликува од ова што го гледавте сега, го пишува следново: како е можно млад човек, врзан за стол со лисици, да успее толку многу да извади полицајецот такт? Дали Макоме до толку покажал непочитување и го испровоцирал јавниот ред и мир, што предизвикал таква неконтролирана реакција? Зарем фаталната реакција на полицајецот не е само жалосен резултат на еден претежок ден,
кој следел по премногу претешки денови исполнети со омраза. И продолжува. Кога во населбите некој полицаец цел ден го навредуваат 10 годишни деца, тој навечер има само една желба. Да се испразни, да врати со иста мера, да расчисти. А кога пак 16 годишен младич за време на легитимирање или приведување без причина ќе добие некоја шлаканица од полицаец, тој веќе нема никаква причина да ја почитува униформата. И така во круг. Магичниот круг на омразата е воспоставен. Тоа е главната поента на филмот. Ама не е толку страшно. Бидејќи засега се е во ред. Се уште можеме да ги затвориме очите и да се надеваме. Или можеби не можеме. Всушност, токму околу тоа е и насловот на овогодинешниот конкурс за есеј, кој што, како што веројатно веќе имате прочитано или ќе прочитате, анатомија на еден пат, засега се е добро или зошто одбиваме да го видиме распадот околу нас. Токму за тоа ќе сакам сега да ви кажам неколку збора и да го врамам одговорот на тоа прашање на две нивоа. Прво, личносно, а потоа системско. И сметајте го ова само за насока, бидејќи филмов генерира огромен број на прашања, огромен број на филозофски нишки и уште поголем број на неодговори. Првото нешто што ќе се обидам да ви го кажам е зошто на личен план одбиваме да го видиме распадот што се случува околу нас. Има огромен број одговори на тоа прашање. Меѓутоа, јас ќе се концентрирам само на 3 и само на неколку примери од секој од тие 3 одговори. Првиот одговор, и ако нешто запамтите од ова излагање, ако нешто воопшто запамтите во текот на сите овие години филозофска видеолектира, е да го запамтите следново. Дека мозокот не е орган за осознавање на вистината, туку е орган за преживување. И токму поради тоа, огромен број од нештата кои што ги мислиме, немаат никаква врска со реалноста. Имаат врска со инстинктот, со потребата да се преживее. Всушност, првично, мозокот воопшто не е создаден да размислува на начинот на кој што ние си размислуваме. Многу често имаме идеја дека нешто ако се случи го запамтуваме така како што се случило. Многу често имаме идеја дека ако имаме некое чувство, тоа мора да е оправдано. Многу често имаме идеја ако нешто мислиме дека е вака или така, мора да е така. Ама проблемот е што има илјадници начини на кои што знаеме дека мозокот не функционира правилно. Еве една. Мозокот е неспособен да разбере експоненцијалната функција. Дури и кога ќе се обидете со примери да го покажете тоа, тој ќе се бунтува. И всушност, веројатно, најдобра илустрација за тоа е една од познатите приказни за настанокот на шахот. Не знам дали ви е позната, ама во Индија се зборува митскиот изумител на шахот, кој што се го нарекуваат Сиса, дека до толку го восхитил тамошниот владетел, тамошниот шах за убавината на таа игра, што кралот му ветил дека ќе му даде што и да посака. Тоа што го побарал изумителот на шахот бил да стави на првото поле од шаховската табла едно зрно ориз, на второто поле 2 пати повеќе од првото, на третото 2 пати повеќе од второто. И кралот изреагирал, што само тоа, но вие 64 полиња тоа да го направам. Тоа не е ништо. Повикал некој од поданиците и почнале да ставаат оризови зрна. До крајот на првиот ред имало 256-512. Ама до крајот на вториот ред имало 32.000. До крајот на половина од таблата
Веќе имало повеќе отколку што биле достапни. До крајот на целата табла имало повеќе орис отколку што има во светот. Тоа е експоненцијална функција. Зошто ви го кажувам ова? Зашто така функционира распадот. Ние имаме навика, тоест програмирани сме да размислуваме линеарно, да размислуваме по логиката 1, 2, 3, 4. Ама распадот не функционира така, ентропијата не функционира така. Обично, како и во филмов, во една секунда може да се смени целиот живот. И еве, тоа не носи до една современа референца, еден либанско-американски филозоф, мислител, есеист и математичар, Насим Николас Талеб, кој што во Црниот лебед, книга која што е прилично актуелна уште од пандемијата, се обидува да укаже до кој степен ние не сме свесни за тоа колку нашиот мозок не функционира правилно. Ке се обидам да ја адаптирам неговата парабола, таа се вика парабола за мисирката, меѓутоа кај нас е велик ден, па сосема е погодно да ја адаптираме со јагне. Тој вели, замислете го светот од позицијата на јагне, кое што е згрижано во некој дом. И замислете дека неговиот господар секој ден му носи храна. Јагнето е пресреќно. Вика, па подобар живот од ова не сум можела да замислам. Без ништо да правам, секој ден имам храна, колку што сакам. Секој ден можам да си трчкам, можам да правам се што сакам. Другиот ден станува уште подобро, наредниот ден уште подобро. И така се случува 100 или 200 дена. И како што одминуваат деновите, јагнето е се по-самоуверено дека неговиот живот и неговиот свет е најдобриот од сите можни животи и светови. Се додека не дојде овој ден, неколку дена пред Великден. Зашто на овој ден, одеднаш, токму на врвот на неговата самоубеденост во тоа колку е се совршено, ќе биде убиено. Така функционира распадот. И тоа е главната порака на филмот. Онаа приказна, што во 3 различни наврати ја раскажуваше Ибер, за човекот што паѓа од 50 катница, како што видовте, на крајот имаше една мала, ама значителна промена. Веќе не беше за човек, туку за општество. Она што се обидува Матија Касовиц да го каже во уште 95-та година е се поточно и станува поточно со секој измина ден. Засега е добро, ама не е дека ќе имате време да се подготвите кога ќе биде ужасно. Зашто буквално живеете како некој човек што, не знам, на 6 август во 45-та година си се шетал во Хирошима мислејќи дека е обично утро. Распадот, ентропијата не доаѓаат предвидливо, доаѓаат многу ненадејно и кога доаѓаат се многу конечни. Значи тоа е првиот одговор на кој што треба, на кој што би можеле да размислувате. Вториот е врзан со една друга способност на мозокот. Неговата способност и навика и тенденција да создава приказни и да не врамува нас во тие приказни. Што се однесува до мозокот, не е битно ништо што се случувало во историјата, не е битно ништо што се случува во овој момент во Палестина или не знам каде во светот. Битно е тоа што ви се случува вам. И сето тоа, за да го оправда мозокот, смислува илјадници приказни кои што се врамуваат во идеологии, во национализми, во омилени серии, филмови и така натаму, за да си го оправда своето постоење. Едно од нештата кое што филмот многу суптилно се обидуваше да го прикаже беше тоа, до кој степен ние играме улоги. Уште од почетокот, веројатно ја препознавте сцената, кога Винс стои пред неговото огледало, инако е многу добро снимена сцената, бидејќи немале воопшто пари за додека го правеле филмот, двајца луѓе се и во првиот момент кога стои камерата зад првиот, тој не може да е Венсан Касел, тука е сосема друг актер, па потоа се здогледува во огледалото и што прави Винс?
го имитира Тревис Бикл, кој што го игра Роберт Де Ниро во филмот Таксист на Мартин Скорсезе. И замислете колку нивоа на глума имате. Имате актер кој што игра улога во сценарио на американски режисер, имате лик кој што одеднаш ја повторува таа улога, не баре е начинот на кој што тој единствено може да се однесува ако треба да биде гангстер. Тој одигрува улога независно од тоа што нему реално му се случува. Како го знаеме тоа? Затоа ви реков, сето тоа е многу суптилно пронижено во филмот. Всушност, сите овие се само деца. Си разговараат за стрипови. Во мигот, кога разговараат за стриповите и за, веројатно слушнавте Којотот и брзата птица Итрица, спомнати еден француски стрип, значи Пиф и Херкул, Винц не може да се изначуди како другите мислат дека главен лик во приказните е лошиот. Винц вика, ама како е можно Којотот да е побитен од брзата птица Итрица? Како е можно да навивате за Том? Како е можно да навивате за Херкул? Стрипот се вика Пиф. И веднаш потоа имаме една од прилично смешните сцени во кои што Саид се разбудува пред едно сознание кое што до тогаш ние веќе го насетуваме. Се обидуваат некако да се вратат дома и се обидуваат да украдат кола. Не може да ја украдат колата, меѓутоа во мигот кога некако успеваат да ја запалат, одеднаш се дознава дека никој од нив не знае да вози. Никој никогаш не научил. Раскажуваат 100.000 приказни. Ама токму тоа се тие приказни во кои што се обидуваат да си го врамат своето постоење. Има една многу интересна реплика во еден филм што се вика Мојата вечера со Андре од 1981 година, во која што еден од главните ликови, Андре Базен, му вели на другиот Волош Шон, вика, зарем не ти е чудно што кога и да отидеш на лекар, лекарот изгледа баш така како што мислиш дека би требало да изгледа лекар. Другиот му вика, не те разбирам сосема. Не вика, па тога замисли го ова. Не ти е ли чудно што сите терористи изгледаат како терористи? Зошто да не може да изгледаат поинако? И понатаму продолжива и вели, светов е пренаселен со татковци, уметници, ученици и што ли уште не, кои што само играат улоги на татковци, уметници, ученици или што не, обидувајќи се да изгледаат така како што мислат дека би требало да се изгледа. И изгледаат тотално самоуверено додека го прават тоа. А всушност, кога се сами дома, немаат поим што прават. Тоа не е животот само ним. Тоа е животот на сите. Сите ние го правиме тоа. Се обидуваме да ја препознаеме улогата во која што најмногу би се нашле. Ама, ако читате еден современ антрополог, етнолог, филозоф Рене Жирар, тој би рекол дека всушност се во нашето однесување е миметичко, зашто дури и нашата желба е миметичка. Ние подражаваме дури и желби. Си мислиме дека имаме автентични желби, ама всушност желбата не функционира по логика јас како субјект, има одреден објект и одеднаш ми се јавува директна желба и се воспоставува директен однос меѓу мене и објектот. Не, има и посредник. Јас гледам, уште како дете, дека има некој што го сака тоа нешто и јас го посакувам поради тоа што мислам дека тоа е правилниот однос кон тоа нешто. Овде, во филмот, целата структура на наративот е длабоко вдахновена од тој миметизам. И ако се сеќавате во киното, кога Винц седеше вака како вие, прво отида на филм кој што амерички, во кој што имаше некој дублаж на Клинт Иствуд, не можеше да поднесе, бидејќи беше пренасилно, отида на друг филм, му беше и таму пренасилно и на крајот отида на цртан филм. Во позадината тоа беа звуци од цртан филм. Според сценариото требало да отида на Бамби, ама не можеле да се ги дозволат парите. И таму, додека е нацртаниот филм, и покрај тоа,
што ние чувствуваме дека на личен план тој не може да го поднесе ниту зборувачкото насилство од тие два други филма. Тој изглумува со раката како да пука. И што прави детето кое што седи пред него? Го повторува истиот тој акт. И тоа е проблемот. И тоа е едно од нештото што сакал исто така Матија Касовиц да го направи со овој филм. Огромен дел од американското насилство е насилство на видеоспот. Овде не е стилизирано насилството. Сигурен сум дека сите се штрекнавте во последниот миг кога пукна пиштолот. Зашто до тогаш веќе никој не очекуваше дека ќе пукне. Ама како што ви реков при првиот одговор на прашањето, многу веројатно така и ќе се случува секогаш во животот. Нема да дојде распадот туку така, ќе дојде многу неочекувано. Третиот одговор во врска со нашиот мозок и неспособноста да препознае во многу случаи распад или воопшто да толкува правилно нешто околу себе, е врзан со нашето современие и со начинот на кој што нашиот мозок е горе-долу хакнат. И всушност, на таа тема, многу топло би сакал да ви препорачам една книга од Нил Постман, која што се вика Amusing Ourselves to Death, во која што тој се обидува да укаже до кој степен ние живееме во дистопија на задоволство. Дека оние филмови на кои што Винц оди и му се приспива, имаат токму таа функција и се извршуваат многу совршено. Во воведот на оваа книга Нил Постман го вели следно. Ја имате патем читано или дали сте барем запознаени со Џорџ Орвел 1984? Да. А Олдоус Хаксли, Храбриот нов свет? Па верували или не, токму тоа го вика Нил Постман. Вели, значи бил поканет на Франкфуртскиот саем, најголемиот во свет, во 1984 година, кога се зборувало како е обвистинета дистопијата на Џорџ Орвел. И додека сите имаат излагања за да докажат дека тоа е така, има тоталитарна власт во Советскиот сојуз, има студена војна и така натаму, Нил Постман вика, не, никаков проблем не е тоа што се случува таму. Дистопијата на Орвел не е ни дистопија, зашто ако некој дојде со нога врз лицето и ви гази, како што каже во Орвел на едно место во книгата, вие ќе немате што да правите освен да се бунтувате. И вели, кога ќе дојдат тенкови на улиците, луѓето во еден момент нема шанси да може да поднесат и сето тоа ќе се сруши. Че ова е во 1984 година, така што историјата го валидира неговото мислење. Ама тој вели, ние на Запад, ние живееме во дистопијата. Зашто живееме во дистопијата на Олдоус Хаксли. Ќе ја читате книгата, ќе видите, таму дистопијата не е дистопија на незадоволство, туку е на задоволство, зашто сите луѓе се хранат со сома и уживаат додека целиот свет околу нив може да се распаѓа. И вели Нил Постман, она од што се плашеше Орвел беа оние кои би забранувале книги. Она од што се плашеше Хаксли беше дека ќе дојде време кога нема да има причина да се забранат книги, бидејќи нема да постојат луѓе кои ќе сакаат да ги прочитаат. Орвел се плашеше од оние кои би не лишиле од информации. Хаксли се плашеше од оние кои ќе ни дадат многу информации, зашто тоа би не навело на пасивност и егоизам. Орвел се плашеше дека еден ден вистината ќе биде сокриена од нас. Хаксли се плашеше дека вистината ќе биде удавена во море од неважности. Орвел се плашеше дека ќе станеме заробена култура. Хаксли се плашеше дека ќе станеме тривијална култура. И токму тоа се има случајно. И токму тоа е една од идеите на Матија Касовиц при снимањето на филмот.
се обидува да укаже на тоа дека огромен дел од културата во која живееме, преку овие сцени што ви ги кажав од киното и глумата на Винс, се всушност многу лош начин да се посеат улоги меѓу луѓето кои што директно ќе придонесат кон забрзување на распадот. Зашто општеството и вакво какво што веќе продуцира огромен број на луѓе кои што се целосно отпадници од општеството. И тие отпадници, во случаја во Франција, ги имаат населено како и во многу други места во одредени квартови. Овие се значи со места каде што се градени 70-80 години за луѓе кои што не може да се дозволат со поевтини кирии. И навидум тоа изгледа како многу добро, ама всушност она што општеството го прави, вели, ние ќе ве тргнеме од главниот тек на општеството, вие живеете тука, зашто тука е поевтино, за ние да се спасиме. И токму тоа води после 10 или 20 години до ова што се случува. Зашто начинот на кој што општеството произведува отпадници е баш како во филмот. Имаше една сцена трогателна за мене, во која Ибер, кога седи дома и гледа на телевизија известување од немирите, во еден момент се созема и вели, морам да си отидам од тука за да се спасам. И тоа е краток проблесок на неговите најдлабоки мисли кои што некако му се врежани во лицето цело време. Можете да видите дека тој во која и да е сцена не би сакал да е таму каде што некако мора да биде, за разлика од сите останати кои што ги играат улогите. И во тој момент тој кажува нешто кое што веројатно е општо мислење на сите што живеат во тие квартови. Тие знаат дека единствен начин да станат нешто повеќе од она што им го наметнало општеството е некако да се заминат од местата во кои што ги заробило тоа општество. А кога општеството заробува, и со ова ќе преминам кон вториот дел за некоја општествена диагноза, и бидејќи е многу жешко и знам дека ви е неподносливо овој дел, ќе го забрзам. Патем, ако сакате може и да заокружам побрзо. Добро, имам доволно, ќе си го сметам за консензусот од 2 не. Значи, општествената диагноза. Досега зборував на личен план, како можеме лесно да бидеме излажани и да пропуштиме да видиме нешта кои што ни стојат пред очи. Сега ќе зборувам на општествен план. А на општествен план би сакал да ви обрнам внимание кон неколку мислители. Прво, во рамки на ова сегрегација и ова одвојување на одредени сегменти од градовите во кои што може да живеат отпадниците, кои што не прават ништо, Маркс би ги нарекол лумпен пролетаријат, значи оние кои не работат и кои што многу е лесно да се подкупат и кои што многу лесно би можеле да направат некакви проблеми и при некоја работничка револуција, тие не им требаат на нито едно општество. Ама токму тие, како и секогаш што се случува, се оние кои фактички може да генерираат промени од општеството, во општеството. Зашто погледнете сега што се случува во целиот свет. Имате толку многу земји кои што континуирано зборуваат за проблемот со мигранти. Ама проблемот за мигранти е направен токму од нив, зашто тие, исто како што градовите, си сегрегираат одредени делови во кои што ќе живеат различните од нас, така и големите држави во начинот на кој што функционираат системите го прават истото. Ние ќе се сегрегираме едно место за нас и тоа ќе го одржуваме врз основа на ресурсите што ќе ги земаме од таму. И тоа нема да има последици. Секако дека ќе има последици. Зашто после многу години некој од таму ќе дојде овде, зашто ќе нема веќе никаков избор. Еден современ филозоф, Жоржо Агамбен, зборува за една интересна фигура во римското право, тоа нарекува обскурна, на homo sacer. Тоа би требало да биде преведено според посоодветните на времето начини како
отпадник човек, а не како свет човек, бидејќи тоа е всушност фигура која што била дозволено да се убие поради делата што ги направила. И Агамбен вели дека и денеска тоа го прават константно владите. Тие создаваат такви состојби во рамки на кои одредени нешта е дозволено да се прават. И како најдобар пример за тоа како функционира ова се некои нешта баш од деновиве. Замислете само американскиот председател пред неколку дена рече дека не му е гајле ако направи некакви дела, злосторства против човештвото, поради тоа што знаете ли какво злосторство е да поседува Иран нуклеарно оружје. И тој со тоа создава, Агамбен би рекол, состојба на исклучок. Одеднаш, Иран и тоа што се случува таму е исклучено од сите норми, конвенции, правила и можеме таму да направиме што и да сакаме. Така се случуваат нештата што се случуваат во филмот и оние за кои што зборува Матија Касовиц во воведот на сценаријата. Кога вие ќе одвоите некое место и таму ќе владе Емил Диркен би рекол, значи некоја состојба на аномија, на отсуство на секакви закони, на ситуација во која што нема начин ни да се снајдат младите луѓе заради тоа што не знаат што да направат, многу е лесно кој да е таму жртва да ја препишете само на несреќа. Веќе никој не се грижи за тоа. И ако мислите дека е различно некаде во Париз, само помислете на Скопје и нештата што се случуваат, да речеме, во Шуто Ризари. Дали ние фактички знаеме што се случува таму? Дали ние не сме ли свесни на колку начини се прекршуваат законите, веројатно секојдневно таму, и колку луѓе страдаат поради тоа? Правиме нешто поради тоа? Имаме ли некаква цел да го смениме тоа? Не, туку ни одговара. Тие си живеат таму, ние живееме тука. Ама како што посочува филмот, после тоа ќе се создаде проблем. Зашто епиграфот на сценаријото е цитат од Стендал, од Црвено и црно, во кој што Стендал вели: живеев доволно долго за да сватам дека омразата се раѓа од разликите. И Матија Касовиц во едно интервју вели дека она што се обидел да го покаже во филмот е дека далеку пострашно од она за што се зборува, дали расизам, дали различни видови на сексизам и така натаму, е социјалниот расизам, така го нарекува тој. Вели дека луѓето кои што се сиромашни се вистинската угнетувана категорија луѓе. Не е битно дали се црнци, дали се арапи, дали се евреи, дали се жени, дали се маргинализирани групи. Она кој што најчесто страда е оној кој што најтешко може да се одбрани. Заради тоа што се додека има разлики, има начин да се храни омразата. Почнав на почетокот на ова излагање со денешнава дата, 9 април, и 23 години пред тоа, и ќе се обидам да привршам сега, исто со денешнава дата, ама многу години порано, 1821 година, бидејќи на таа дата, значи тоа би дошло пред 205 години, е роден Шарл Бодлер, што би рекол Артур Рембо, богот на поетите, еден од најголемите поети во човековата историја, кој што во својата книга Цвеќињата на злото има една песна која што се вика Бочвата на омразата. Во неа тој прво ја споредува омразата со бочвата на Данаидите. Данаидите биле фигури во грчката митологија, 50 ќерки на Данај, кои што биле присилно омажени за 50 сина на Ајгипт. Добиле наредба од Данај да ги убијат сите свршеници на брачната вечер. И сите го направиле тоа освен Хипермнестра и потоа биле казнети во Тартар, значи во пеколот, да полнат една бочва со вода и да си ги исчистат гревовите само кога ќе ја наполнат таа бочва.
Ама проблемот со бочвата било што таа имала дупки. И никогаш нема да ја наполнат. И Бодлер вели дека исто така функционира и омразата. Вели, колку и да се труди од маздата, бидејќи таа е главниот хранител на омразата, како што се викаше денешниот филм, колку и да се труди, во ниеден момент нема да успее да ја задоволи омразата. Никогаш. Вели, дури и сите оние на кои што од маздата им посакува најлошо, да може 1000 пати да ги воскресне и да ја цеди крвта во бочвата на омразата, пак нема да се наполни таа. Зашто вели, и тоа е втората споредба, дека омразата е како пијаница која во крчмите свикнат жетта за пијалак од пијалак да му вивне. Не баре глави на ленска хидра што и никнат. Ама пијаниците, додава, го сакаат победникот нивен. Омразата многу полош и пострашен глас ја бие, да не може победена под масата да спие. Со други зборови, пијаниците често сакаат уште повеќе да пијат колку повеќе пијат. Исто така и омразата. Ама во еден момент пијаниците ја губат битката со нивниот противник, тоа е алкохолот, и паѓаат под масата и заспиваат. Омразата, вели Бодлер, никогаш не заспива. Омразата е таа која што всушност секогаш и за секогаш ќе се храни со нова и нова крв. И всушност имавте тука уште еден многу суптилен момент кој што веројатно вчера или завчера го забележав и кој што може и да е надтолкување, ама ми се допаѓа, па ќе го споделам со вас. Имавте тука еден слоган во филмот "Светот е ваш". И забележавте на крајот како сајд со спреовите што ги зема од покривот, ја прешкрта буквата В, ја замени со Н и слоганот одеднаш стана "Светот е наш". Проблемот е што се случува во јазот меѓу ваш и наш. Што ако е нешто твое? Како ќе стане мое? И што продуцира разликата? И токму тоа е една од прекрасните нешта во овој филм. Кога прешкртува В буквата сајд, ја става буквата Н. Ама прочитајте афонетски. Н е Н. Тоа е истиот збор што е наслов на филмот, иако се пишува различно. Омраза. Разликата меѓу нас и вас, тоа е омразата. И сега да ја заокружам целата приказна со баш овој ден и со тоа што го правевме сега. Дали имаме начин да се бориме против сето ова? Против фалинките на умот, против општествениот колапс, против нашата неможност и слепило да го видиме распадот што се случува константно. Одговорот на тоа прашање е: не знаеме, ама ако имаме, многу веројатно тоа е врзано со ова што го правевме сега. Филозофија, филм, поезија, книжевност, размисли, наука. Зашто тоа е нашиот против отров. Тоа е единствениот начин да излеземе од приказната. Она јагне за кое што зборував на почетокот, кое што кај да е овие денови ќе заврши со својот живот на земјата, веројатно единствено би можело да се спаси и кој знае колку посакува во некој алтернативен универзум кај што јагнињата може да мислат, да постои некој символичен јазик преку кој би му била пренесена пораката дека не треба да вели засега е добро и многу сум среќна и засега е добро и се е супер. Па ние го имаме тој символичен јазик. Се вика филм, се вика филозофија, се вика книжевност. И токму тој е јазикот кој што треба да го учиме и да го повторуваме за да излеземе од состојбата во која што се наоѓа тоа јагне или човекот што паѓа од 50 катница. Сакам да кажам, не бидете мајките на јагнињата.